Джес Липинкот Бейли во Американскиот сенат посочи дека во Македонија живеат мнозинство словени и малцинство етнички албанци, а повеќе од една година откако во Европскиот парламент, европскиот амбасадор Аиво Орав, мнозинскиот народ во нашата држава го ослови со славомакедонци. Загрижува тоа што бирократскиот геноцид врз македонците и бришењето на придавката македонски во однос на народот, јазикот и државата всушност започна со прогрес извештаите на Европската комисија и резолуциите на Европскиот парламент во 2010 година. Со предложениот буџет за следната година продолжува поддршката на стопанството и на стандардот на граѓаните преку одвоениот значителен износ за капитални инвестиции и преку зголемувањето на платите, пензиите и социјалните надоместоци, рече вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, образложувајќи го предлог буџетот за до година пред матичната собраниска комисија. Истовремено продолжува рестриктивната буџетска политика. Според предлогот, приходите се проектирани на над 163.000 милијарди, а расходите на над 181.000 милијарди денари. Буџетскиот дефицит е 3,5% од БДП, кој според министерот е разумно ниво, имајќи ги предвид бројот и големината на проектите што ќе се финансираат и економскиот раст што ќе го овозможи тоа. Неголемо учество на приходната страна се деношните приходи проектирани на скоро 89.000 милијарди денари, при што неголемо е учеството од ДДВ. Социјалните придонеси во 2015-та се предвидени на над 48.000 милијарди денари. Според Ставревски, развојната компонента на буџетот се капиталните инвестиции, насочени кон инвестирање во јавната инфраструктура и ќе значат силна поддршка на стопанството, работата на претпријатијата и на работниците. Советот на Народната банка ја продолжи примената на нестандардната мерка за намалување на основата за задолжителна резерва на деловните банки за износот на новоодобрените кредити на нетоизвозниците и на домашните производители на електрична енергија. Основна цел е да се обезбеди на тамошна поддршка на двата системски значајни сектори на економијата, според досегашниот ефект што го имаше оваа мерка врз динамиката на кредитирањето, а со тоа и на целокупниот економски раст. Во Македонија болестите на циркулаторниот систем се најчеста причина за смрт. Од 19.000 смртни случаи, 11 се од кардиоваскуларни заболувања. Секоја година во Македонија се регистрираат над 3.000 срцево-садовни заболувања на 10.000 жители, а околу 160 се лекуваат во болница, истакна Елена Ќосевска од Институтот за јавно здравје на Република Македонија по повод одбележувањето на Светскиот ден на срцето. Целта на институтот и неговите партнери е заеднички да ја подигнат свеста на граѓаните за потребата од здрав стил на живот, кој ќе доведе до превенција на болестите, особено на срцево-садовните болести, а со тоа ќе се овозможи подолг живот. Холандското министерство за одбрана ги советува војниците да не носат униформи во јавниот транспорт поради зголемените закани дека земјата може да биде цел на напади на радикални муслимани. Одлуката е донесена синоќа кога владата објави дека ќе испрати 6 авиони ловци F-16 кои ќе извршуваат воздушни напади врз терористичката група Исламската држава во Сирија и Ирак. Антитерористичката единица на лондонската полиција уапсила 9 лица по сомнеж дека се припадници на забранетите организации кои го поддржуваат и охрабруваат тероризмот. Уапсените се мажи на возраст од 22 до 51 година и се во полициските станици во централниот дел на Лондон. Полицијата соопштува дека акцијата се спроведува во рамки на истрагата за тероризам, но дека нема посредна опасност за јавната безбедност.